Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин и срдечно добре дојде во новото издание. Ве поздравувам од Теесдорф, а ова зад мене се 6 финалисти на Аутобест за 2023 година. На овој полигон ќе ги донесеме до крајни граници за да оцениме кој е од нив погоден да ја понесе титулата за 2023 година. Но пред да го видите процесот на тестирање, ве поканувам да ги видите флеш вестите. Увозникот на BMW M-Car пред домашната јавност ги представи технички најнапредните модели на марката, електричната луксузна лимузина i7 и раскошниот XM. Токму пред новогодишните празници овој настан дојде како звезда на елката и на конкретен начин го представи новото мото на баварците. Форвардизм или напредност креаторите го толкуваат како постојано предизвикување на конвенционалноста, за да се овозможи трајна вредност во иднината. Присутните гости се запознаа со двата знаменосци на BMW, седмата генерација на серијата 7 и сензационалниот XM. Суштински различни, овие два модели имаат заеднички основи. Тие се создадени да ги обединат двата најстрасни елементи на возилата, а тоа се перформансите и луксузот. Домакините на настанот ги представија во најдобро светло, организирајќи премиера каква што им доликува. Воодушевени од експонатите, присутните гости уживаа во несекојдневното премиум искуство. BMW серија 7 во текот на својата 45 годишна кариера се наметна како најпосакувана опција за купувачите на луксузните лимузини. Нејзината 7 генерација се појавува на сцената како најнапредно и најиновативно возило во луксузниот сегмент со избор на бензински и дизел мотори, како и потполно електричен погон со два електромотори со системска моќност од 400 киловати и има автономија од 625 километри. Уште поимпресивен е новиот XM, израз на моќта за прв пат електрифицирана. Неговата појава скаменува и ги најавува можностите на ова спортско активно возило кое представува извонредна симбиоза на луксузот типичен за BMW и динамичноста по која е препознатлив M GmbH. Новоразвиениот M-хибрид погонски систем ја сочинува најсилната серијска изведба на перформансниот огранок на BMW. 748 конски сили добиени се со комбинација на моќен мотор и електричен погонски систем. Прекрасниот настан во кого изобилуваше се што представува BMW ја разубави новогодишната атмосфера во Македонија. Во престојната 2023 овие два зашеметувачки новитети ќе дојдат во импортерскиот центар на M-Car. Кина веќе со години е најголем пазар за нови автомобили и така ќе остане. Државните органи на најбројната земја во светот очекуваат идната 2023 производството на возила да порасне за 3% и да достигне 27,6 милиони. Со истиот процент на пораст се очекува да заврши и оваа година, иако на почетокот се калкулираше со скоро двојно повеќе. Во моментот пазарот бележи опаѓање заради намалувањето на субвенциите воведени како мерка за економско опоравување на индустријата од пандемијата. Пречките кои го ограничуваа производството скоро се надминати и тоа во иднина ќе порасне. Посебно кај електричните, плагин хибридните и водородните возила за кои се очекува пораст од 35% на вкупно 9 милиони.
Германските возачи им удрија шлаканица на сите трендови. Според анкетата на осигурителната компанија Allianz, тие не се многу заинтересирани за она што производителите го туркаат. Резултатите во кои се наведува дека дури 43% од возачите ги преферираат класичните бензински мотори, ги изненадија сите. Хибридни комбинации би избрале 27% од анкетираните, додека 20% би се одлучиле за електрично возило. Утеха за екологистите е тоа што дизелите ја загубија репутацијата кај возачите, од кои само 10% се нивни потенцијални купувачи. Според студијата, идеален автомобил на просечен германец е некој од моделите на Volkswagen задвижуван со бензински мотор. Од останатите анализирани податоци, цената со 49% влијание се наметнува како одлучувачки фактор при купувањето нов автомобил. Потрошувачката е примарна за 36%, а влијанието на околината за само 14% од купувачите. Најмизерно сепак помина интернетот во автомобилите, на кои важност му придаваат само 9% од анкетираните германски возачи. Иако најшироко и најдолго се фали со своите достигнувања во електрификацијата, американската автомобилска индустрија не ги менува своите навики. Според извештајот на Агенцијата за заштита на животната средина, просечната потрошувачка на возилата од минатата моделска година изнесува високи 9,26 литри на 100 поминати километри. Оваа бројка, која е исто како и во претходната година, е за дури 32% повисока од пред 2 децении. Нормално, лидери во потрошувачката се Детроитската тројка, посебно Stellantis, чија гама забележа просечни 11,04 литри на 100 километри. Од друга страна пак, емисиите на јаглерод диоксид кај новите автомобили се намалени и изнесуваат 216 грама по километар, но навистина разочарувачки е тоа што за нив американските аналитичари велат дека се рекордно ниски. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Иако сите светла се вперени на електрификацијата, се уште има марки, особено со малосериско производство, што исклучиво ги форсираат перформансите добиени од класичните мотори и наменети се за влюбениците на спортски перформанси. Од друга страна пак, оние што прават електрични возила го зголемуваат дострелот на веќе постоечките модели, што укажува на фактот дека перформансите на батериите стануваат се поефективни. Со развојот на електричните возила, актуелни стануваат технологиите за автономно возење, кои полека, но сигурно го заземаат своето место, докажувајќи дека придонесуваат за безбедноста во сообраќајот. Повеќе од 4 децении холандскиот малосериски производител Donkerwood ги исполнува најискрените желби на љубителите на ултимативните автомобили. Иако со помодерен изглед и нивниот најнов модел, едноставно означен како F22, ги следи истите постулати како и претходните. Формулата за максимум задоволство во возењето е едноставна: мала тежина и голема сила. Со посебна технологија на производство е креирана хибридната конструкција на шасијата од челични цевки и композитни материјали засилени со јаглеродни влакна. На тој начин добиената вкупна тежина од само 750 кг го прави најлесниот спортски автомобил хомологиран за редовен сообраќај. Петцилиндричниот мотор од Audi со дури 500 конски сили е спарен со 5-степен менувач за да може да биде сместен поназад, со што се добива подобар баланс за искористување на неговата моќ. А таа за само 2,5 секунди се претвора во забрзување до 100 км на час, за 7,5 до 200 и максимална брзина од 290 км на час. Секоја компонента од механиката е проектирана за ваквите екстремни перформанси, кои вистински ќе ги почувствуваат 75 купувачи подготвени да платат по 245.000 евра плюс давачки. За да ја демонстрира слободата и флексибилноста кои им ги овозможува на купувачите за персонализација на својот автомобил, Rolls-Royce изработи серија од 6 специјални примероци на Phantom. Покажани на приватен настан во Дубај, тие се одликуваат со уникатни креации на британскиот уметник Саша Џафри, кој на нив работеше од крајот на 2020 година. Украсувајќи го просторот кој се протега долж контролната табла, тој ги представи 5 елементи: ветерот, водата, воздухот, земјата и огнот, на кој го додаде и човештвото. Секое возило вклучува насликан мотив на срце и гравирана основа на статуетката Spirit of Ecstasy. Овој проект, замислен како прилика за размена на идеи меѓу светот на уметноста и софистицираноста на автомобилите на британската марка, има и добротворни цели. Веќе се собрани повеќе од $1 милион наменети за организациите од областите на здравството, одржливоста и образованието. Стратегијата на Stellantis за остварување на планот да произведува само електрични автомобили вклучува постојано нивно унапредување, посебно во поглед на автономијата. Методично освежувајќи ја гамата на своите брендови, сега и Opel Mokka го доби новиот енергетски пакет од Peugeot 308 и кој вклучува батерии од 54 киловат-часа. Со нив овој мал кросовер има за 20% поголема автономија и може да помине 40
406 електрични километри. За полнење до 80% од капацитетот се потребни околу половина час, а посилниот електромотор со 156 конски сили има намалена потрошувачка на струја. Со него Мока Електрик, како што сега се вика, забрзува до 100 км на час за помалку од 10 секунди, а максималната брзина е ограничена на 150. Opel посебно е горд на фактот дека електричната верзија на Мока во моментов во Германија учествува со 2/3 во вкупната продажба на моделот. Околу автономните технологии се шират многу контроверзии. Една од нив е дека тие ќе ја зголемат безбедноста во сообраќајот. Американската компанија Kodiak Robotics, која е посебно активна на ова поле, реши со пример да демонстрира како. Тие стимулираа експлозија на пневматик на камион при возење со брзина од 56 км на час. Во ваква ситуација, возачот на камионот и сите учесници во сообраќајот кои ќе се најдат во негова близина ги демне голема опасност. Но како што се гледа, автономните технологии без никаква мака и целосно безбедно ги запираат 40 тони тешкото возило. Ова може да даде нов импулс, бидејќи после почетниот ентузијазам следеше отрезнување. Се работи за исклучително комплексни системи, чиј развој очигледно ќе трае многу подолго и ќе чини многу повеќе. Сепак јасно е, ваквите технологии може да спасат доста опасни ситуации како што е оваа. Добре дојдовте назад во Тездор. 6 финалисти на Аутобест ви се повеќе од познати од минатата сезона и од оваа сезона. Тоа е Рено Аустрал, новото спортско корисно возило од овој француски производител. Peugeot 308, кој е извонреден хеджбек и бележи одлични услови, односно бележи одлични продажни резултати. Honda Civic ни доаѓа од далекиот исток. Познат 11-ти модел или генерација на овој популарен автомобил. Opel Astra е технолошки близнак со Peugeot 308, но има своји големи атрибути. Од Јапонија исто така ни доаѓа iGo Cross и минатата година го имавме победникот кој беше Dacia Spring, а денешен, односно годинешен финалист е Dacia Jogger. Како ќе се покажат овие автомобили? Верувам дека сите ќе бидат во добра кондиција, а да почнеме со тестирање. По трет пат, Аутобест успешно го организираше завршниот тест во Тездорф, Австрија, на крајот на ноември. Како прво издание организирано без пандемиски ограничувања, огромното мнозинство од членови на жирито на Аутобест учествуваа на многу успешни сесии за возење на пат и на патека. Имајќи ја професионалната помош од нашите пријатели од полигонот ОАМТЦ во Тездорф, Аутобест успеа да го организира најкомплексниот сет на тестови достапни во автомобилските медиуми денеска. Целта на овие тестови е возилата кандидати да се оценат со доведување во екстремни ситуации, што во принцип не се случуваат често во секојдневното користење, но сепак може да се случат при разни влијанија. Полигонот во Тездорф е најмодерен во Австрија и опременен на него да може да се симулираат разни сценарии од акваплани, губење на контрола над возилото, маневрирање на лизгави површини, па се до енергични маневри за избегнување на пречки на патот. Ова е идеално место да се почувствува управливоста и однесувањето на нашите кандидати.
Самата патека е модуларна и може да се направи сплет од разни сценарија. 6 финалисти по возењето во секојдневен сообраќај беа подвргнати на серија тестови на полигонот на кои покажаа дека без оглед во која класа и големина припаѓаат, способни се да ги задоволат и најпробирливите. Мора да се издвои дека сите финалисти покажаа висок степен на управливост и маневрабилност, па годинешната конкуренција се покажа како најкомплицирана за оценување. Во вештачки создадените тешки услови за возење до израз доаѓаа не само механиката, туку и електронските асистенти за возење како и завршната изработка. Со оглед дека сите модерни возила сериски се опремени со многу системи, до израз доаѓаа финесите како што е калибрацијата на возилото, ергономијата, удобноста, забрзувањата, однесувањето и звучната изолација. Во секој круг на возење беа содржани ситуации кои сериозно влијаат на однесувањето на возилата и безбедноста во сообраќајот. Финалистите покажаа дека секој од нив е вреден за круната, но сепак деталите ќе бидат пресудни за одлуката. На полигонот во Теесдорф ги доведовме до крајни граници овие автомобили. Тие покажаа дека се зрели секој од нив да ја понесе титулата. Но не е важно кој има најдобри својства, кој е најевтин, кој е најубав. Ние имаме 13 критериуми според кои се раководиме и ги оценуваме автомобилите. По нашето гласање ќе се знае кој е победник на Аутобест, а тоа е со вкупно освоени 14.937 поени, Рено Аустрал се најде на првото место според бодовите дадени од сите членови на жирито и стана победник на Аутобест 2023. Со тоа ја понесува наградата Best Buy Car of Europe, односно е носител на признанието за автомобил што пружа најмногу за парите во Европа за 2023 година. Со тоа Рено Аустрал ја представува најдобрата понуда за повеќето европски клиенти. Аутобест користи транспарентен систем за гласање со сложена матрица од 13 критериуми за да се одлучи победникот. Конечното рангирање можете да го видите на сајтот на Аутобест. Ние го тестиравме Рено Аустрал во Шпанија, тест што ви го презентиравме минатиот месец. Во чест на титулата го репризираме материјалот што го направивме на премиерното возење. Аустрал е првиот модел од новата филозофија на Рено, која во фокус ја става електризацијата. Нема веќе дизели. Замислете, во Рено нема веќе дизели. Све ќе биде на бензин и со поддршка на струјата. Токму и таков овој Аустрал кој го возам, тој располага со 1,2 литрен мотор со турбо помош и испорачува 131 конјска сила, но му помагаат уште два електромотори кои ја напојуваат својата сила од 1,7 киловатна ион литиумска батерија, од каде добива струја за погон. Но нема да зборуваме сега за погонот, тоа ќе го ставиме нешто подоцна. Го гледате новиот знак на Рено, тука се кријат сите оние асистенти на возачот кои му помагаат што полесно да ги надмине предизвиците. Контурата е задржана од претходникот Каджар, која исто беше представник на компактната класа на спортско корисни возила. Но во Аустрал е решено нешто повеќе. Самиот багажен простор има многу повеќе квалитетно решена внатрешност и може да собере повеќе работи во внатрешноста поради поставеноста на батериите кои се сега во самиот под на возилото, а не се во гепекот.
Како што реков, Аустрал е претходник на едно ново време на Рено, кое треба да ги имплементира не само електропогонот, туку и да извлече максимум од погонот на внатрешно согорување. Но со новата идеја на решавање на овие работи имаме и потполно нова идеја во внатрешноста. Па дојдете да ја погледнеме. Конечно да се скријам малку од дождот. Амбиентот во Аустрал е навистина возбудлив, бидејќи околу вас се покажуваат големи екрани. Ништо ново за оваа класа возила, но тука имаме навистина голем екран, како и големиот екран кој е на централната конзола. Околу возачот, она што мене ми се допаѓа е воланот кој има форма на квадрат. А кога сме кај квадратите, заедно овие два екрани со head-up дисплеот прават една огромна површина. Дури 77 квадратни сантиметри имате екрани околу вас, што е многу и за дневна соба, а не за автомобил. Што се однесува до опремата, таа е во духот на Алпина, затоа што е ова најопремениот екземплар на Аустрал. Па, осем некои детали, како што се на воланот и француското задолжително знаме, нема никаква врска со оваа престижна спортска марка. Но сепак, Рено сака да излече максимум од својот регал, па затоа и оваа опременост е наречена Spirit of Alpine. Интересно остварување е потпирачот за раце. Тој има индуктивно полнење за мобилниот телефон, но ергономијата вели дека не е баш најзгодно да се манипулираат овие копчиња, па затоа тој може и да се движи. Тој крие една ладица за оставање на дребули и видете како е убаво направено подпирањето на рака. Но мене ме подсетува звукот кој се движи наваму или натаму. Исто како звукот на мојот спортски часовник кога го движам, кога ја движам неговата круна. И немојте да замерите на овој тест што ќе видите разновидни снимки, бидејќи поради времето не бевме во можност да извлечеме најдобро. Многу врне и принудени сме да ги искористиме и снимките што ги направи снимателот на Рено пред нас. Што се однесува до движењето, Рено Аустрал има избор на два мотори. Едниот е 1,3 литрен, додека вториот е 1,2 литрен 3-цилиндраж. Токму тој е испод хаубата. Тој има помош од турбополнач и произведува 130 конски сили. Предноста на овој хибрид е во тоа што ја намалува потрошувачката, нели? Но со тоа и загадувањето. Во градски средини е доста ефективен и во борд компјутерот, барем од четувањата што ги имам, покажа некаде околу измеѓу 4,4 и 4,6 литри бензин на изминати 100 километри во градска средина. Се разбира дека немав услови да го возам 100 километри во градска средина, но сепак борд компјутерот ја мереше потрошувачката и тоа го пријави. Возењето е сосема удобно. Се гледа дека французите посветиле доста внимание на звучната изолација, но и на возачкото седење, кое ви пружа одлична перспектива на се она што е пред вас. Реков дека имаме системска моќност од 200 конски сили. Дали тие функционираат онака како што треба да се очекува? Да видиме. Кога ќе дадете забрзување, се чувствува дека има дупка, како да возите старо турбо бензинско возило, како што порано има турбо дупка. Нема никакви шанси да повлече силно. А
кога веќе динамично се вози, тогаш не е проблем да се одржува темпото на динамиката. Но стартот не е однака импресивен како што ветува системската моќ. Меѓу забрзувањата се добри, но сепак се слуша и се чувствува дека имате така наречена дупка, како моторот да не сваќа што сакате да направите. Затоа улога има и менувачот, кој е еден од најмодерните во светот на автомобилите. Тој има дури и можност за 15 меѓу преноси, кои даваат една голема удобност кога се вози во урбани средини. Што се однесува до потпирањето, се чувствува дека има германски зачин во возилото. Тоа е малце покруто, воланот делува попрецизно и го немате она чувство, воздушество, чувство кога се вози класичен француски автомобил. Она што не ми се допаѓа во внатрешноста на Аустрал се овие пренападни прекинувачи. Тука се наоѓа прекинувачот за менувачот, потоа за брисачите и сосема доле има манипулатор за гласот и за ентертеймент системот, кого можете исто така да го манипулирате со допир. Чувството е дека имате премногу копчиња исто и на воланот, но тоа е работа на вкус и работа на навика. Секој автомобил има по некоја своја бесна глиста. Аустрал треба да дојде на пазарот во следните месеци. Збориме на европскиот пазар, а во Македонија би требало да го имаме во првата половина на идната година. Што се однесува до Франција, неговата почетна цена е 29.900 евра, но за возената верзија Alpine Spirit, која има кумулативна сила од 200 конски сили, ке чини нешто повеќе над 40.000 евра.